Почитувани, добредојдовте во најновото издание на Патот до успехот. Во оваа епизода една поинаква приказна. Приказната на Гоце Попев, меѓународен фудбалски судија делегиран од Фудбалскиот сојуз на некогашна Југославија. Зад себе има во кариерата повеќе од 100 надпревари, меѓународни, но и во првата фудбалска југословенска лига. Приказната на Гоце Попев, која започнува одовде од Скопје во следните 50 на минути на телевизија 24 вести. Јас сум Мишко Иванов. Ве поканувам да останете со нас. Здраво. Здраво, живо, како сте? Добро, фала вие. Добро. Драго ме што прифатите да бидете дел од Патот до Со успехот. задоволство. Не сум имал суди фудбалски. Па добро, се во животот еднаш да се проба и со нив. Ракометни Иако има. Не сме умилени многу, али Ракометни суди има, вие сте добро, вие сте респектиран фудбалски судија, говорам респектиран во смисла на тоа што судевте во таа поранешна Југославија, тогаш кога фудбалот нешто значеше, кога трибините беа полни, во таа смисла фудбалот нешто значи. така, точно така и судев со задоволство и тие ми останаа спомени кои денес ги носам. Евиденција од прилика водите колку надпревари имате, преку стотина надпревари имате? И имам скоро во целата судиска кариера, она што сум судел прва лига и во Македонска околу 200 и нешто надпревари. Судевте Звезда? Судев, да, со Како задоволство. судевте Звезда? А зашто ме прашате, а Затоа Звезда? што се звездаш. Затоа што сум звездаш. Да, го очекував тоа. Па има многу судени со Звезда и фактички, иако бев обележан, што јас не кријам дека не сум бил, меѓутоа сум се трудел на тие надпревари кај што Звезда игра да виде реалноста присутна. Иако не ми било драго, тоа ми било едно поголемо оптеретување пред надпревар, затоа што публиката тешко да ја разубедиш дека може да се осуди објективно и коректно. Меѓутоа сум се трудел и мислам дека другите се меродавни да кажат колку сум успел во тоа, али мислам да сите тие, хајде да ги наречам и контролорски и новинарски критики биле позитивни, така да се гордем што е така. Гоце Попев, роден скопјанец, израснат во центарот на Скопје. Точно. Да влеземе со по малку едно чајче, веројатно, на ова Со снежно задоволство. време и да ја отвориме вашата Со задоволство. Гоце Попев е роден на 3 април 1947 година во Скопје. Овде завршува основно и средно образование. Дипломира на економскиот факултет во Скопје. Роден сте во центарот на Скопје, практично вие и овде го поминувате детството, тинеџерските години. Да, сето. Тоа е кај некаде сега да лоцирам Во центарот, тука е кај Јосиф дом на Брз Тито. градежни Јосиф Броз Тито, тука ми помина и младоста, тука е и староста затекнав, така да на некој начин во центарот кај што ми е се на дохват, кајде да годам, тука сум. Основно средно? Основно средно се е тоа во Скопје, гимназија во Скопје, потоа продолжив на факултет економски и тоа го завршив, така да се комплетирав. Тоа ми беше основно. Факултетот ми беше образованието обврска, а фудбалот кој подосна го играм и студењето ми беше задоволство. Ме интересира околу воспитувањето во тоа време. Па воспитувањето го носам до ден денес, не сакам да се пофалам, меѓутоа моите родители премногу влијае на мене, можеби и мојата генерација го имаш истото воспитание, затоа што тогаш родителите тежнеева да имаат ред, дисциплина, да се учи, основно беше школото да се заврши, прибирање рано, не е како сега да се искачу 11-12, али моите родители премногу, не сакам да ги фалам затоа што секој родител е драг, али моите родители премногу има влијание за моето воспитување, ми даваа правец дека морам да завршам школо, тоа е основно образование кој ќе ми потреба во животот и кога се одлучив да играм фудбал кој бев многу запален, во прво време татко ми малку обструираше, мислејќи дека школото ќе биде во втор план, меѓутоа успеав да ги ускладам сите тие работи и завршив за да имам сигурна екзистенција, а понатаму се посветив на фудбалот. Фудбалот ми бил љубов, фудбалот ми бил радост, фудбалот ми бил нешто што ме исполнувало. Али основното што го имам тоа е екзистенцијата, тоа е сработниот однос. Со фудбалот е од 9 годишна возраст. Во пионерскиот тим на Вардар останува до 18 години. Потоа фудбалската кариера ја продолжува во Работнички, во Прилепска Победа,
во Куманово, а завршува со фудбалот како активен професионален фудбалер во фудбалскиот клуб Скопје. Играл на позицијата центар халф и халф. Од каде љубовта кон фудбалот? Па татко ми беше премногу љубител, голем љубител на Вардар и да не речам после работното време дури и на тренинзи одеше. И можеби тој ми всади најголемата љубов да јас од мал почнам да тренирам, да посакувам да бидам фудбалер, а и мислејќи дека оно што он сака, а јас да почнам мислејќи дека ќе скренам, едноставно пазеше сето тоа, така да се ускладија двете работи и он беше задоволен, јас се разбирам многу повеќе него он. Кога почнувате со фудбалот? Па 9-10 години да се сетам одамне. Да, во Вардар. Вардар беше синоним на сето и синоними и до денес. Меѓутоа, тогаш беше еден од водещите клубови кој имаше школа. Имав да речам среќа, тренери ми беа тогашни легенди на македонскиот фудбал, Васко Кокиновски наречен Макара, кои по старите викаа дека бил ненадмашен фудбалер, потоа Урош Петровски исто синоним на Вардар. Па еден исто период бевка Иванчо Трпески, познат тренер и признат тренер. Така да основните работи во фудбалот, елементите што треба да бидеш, ги научив во Вардаровата школа до 18 години. Тогаш постоеше едно правило дека после тие пионерски денови или младинци, ако си е многу голем талент, остануваш, меѓутоа во Вардар тешко можеше да остане, затоа што имаше многу талентирани деца, воопшто во Скопје, во Вардар. Вие сте на која генерација? Јас сум 47. Не, мислев Вардарова генерација. Па Вардарова од познатите така што успева во фудбалот, ќе почнем од одбраната. Тогаш беше, сега е покојни Алберт Цветенич, па Јуда Рамаданов, кој покасно изигра во Победа и во Фенербахче, па Сулјеманов исто, па Ванчо Балевски, кој мислам дека во кариерата најповеќе се афирмираше затоа што успеа и во Вардар, и во Хајдук, и во Олимпија, чак и во иностранство. Желбите се едно, можностите се друга, али знаев дека таа конкуренција се лимитира нешто да можеш повеќето. Многу таленти имаше во Македонија, така да, иако концентрацијата беше во Вардар како најиминентен клуб, најреномиран клуб, меѓутоа тука се застана. Игравте на позиција? Центар халф и халф, потоа отидов во Работнички, прекрасни години, затоа што Работнички важеше за еден тим кој го викаат романтичари, иако викаат припаѓа на Дебармало. Меѓутоа имаше кај него друга работа, една топлина, едно другарство големо, а морам да кажам и доста една генерација во која генерации постоело пред тоа во кој Вардар се интересира за многу играчи. Јас може дојде во една генерација кај што постоева плејада на фудбалери кои Вардар ги бараше пола повеќето тим. Па 2-3 години мислам дека беа голгетери на втора лига источна група, Пандернаков и Томче Филиповски, меѓутоа не треба да ги забораваме. Тука постоева една величина на голмани Чочков кој покасно отиде во Вардар. Па постоја Владо Тодоровски, па Цубалевски, па Джоко Димитровски, па Богоевски, Стојан, плејада на фудбалери. Ова која година е? Во Работнички за која година? Ова е 71. И потоа станувате во Работнички? Потоа не. А факултетот го терате паралелно економскиот? Да. Тука не смеав да оманам затоа што дадов некоја... А ви плаќаа тогаш? Па видете да ви кажам, Работнички, сега морам да го тоа кажам и го знае јавноста, Работнички беше еден тим сплотен од сите тие претходни работи што ги реков, меѓутоа финансиите секојаш фалеа. Работнички не е препотентно да го кажам. Работнички ако имаше во тоа време финанси и во таа лига, втора лига источна група, па без лажна скромност Работнички ќе беше, мислам, еден добар прволигаш, во колку ќе влезеше во прва лига и ќе обстојуваш. Меѓутоа финансите беа рак рана на тогашното раководство, па и секогаш Работнички бил исклучиво на железница, кај што тешко можеше да биде нешто повеќе од она што е. Фудбалери прекрасни, другарство прекрасно, повеќето љубовта ги обединуваше него финансиите. Кога се случува повредата за која што зборувавме на почетокот пред да влеземе? Да, се случи јас после Работнички на полусезона 70. Прво отидов во Победа, исто со играч од Работнички Анчески, кој беше репрезентативец за олимписка репрезентација на Југославија. Тој се врати по 10 дена, затоа што Работнички мамеше со некоја друга љубов. Јас останав тамо, прекрасни години поминав,
Јас дојдов во една генерација кај што се поносам. И сум среќен што припаднав. Дел од нив ќе набрам еден Благој Истатов, кој остана легенда, Мицко Николовски, Дрвашанов, Глигоровски, Маневски, Магдевски, Трајков. Може би сега некој ќе изумам, али една многу зрела екипа и втора Прилеп беше град кој живееше за фудбалот и беше прогласен во таа Југославија како најфудбалски град за втора лига. Знаат, разбираат, едноставно се дава само победа да биде она што е. Колку останавте во победа? Па, јас ќе останав и повеќето. Да не речам, па може и више и таму. Па останав 4 години, имав една несреќна повреда со Шомадија Рангеловац и тоа кривец сум јас, не верам друг. На 4:0, 88 минута направив еден дупли прелом на ногата. Многу од докторите ми препорачуваат дури и во цивилството дека ќе бидам хендикепиран. Успеав да издржам, се рехабилитирав и веројатно за да побарам една сатисфакција дека можам, последна година дена се вратив во Куманово, кај што Куманово поземи 3-4 фудбалери од Вардар, Диме Георгиев, Атанас Мечкаров, Благој Анчевски и плејада на фудбалери, раководени од познатиот и признат тренер Зоран Мишич, остана Куманово во втора лига и тогаш беше кај нас во Југославија еден закон фудбалот излезе дека после 28 години не можеш во иностранство. Пред 28 и да си супер талент, како што се сега, не можеш да одиш. После 28 можеш. Меѓутоа тогаш и друго правило важеше дека 30-31 година си стар. Да. Јас за разлика од денес. Јас бев исполнет затоа што и се запосли во една за мене институција водеча во Македонија во Комерцијална банка. Бев исполнет. А си работевте и игравте? Па тогаш јас се запослив. И... Ова значи веќе дипломирате на економскиот факултет? Да. И бидејќи добив една сигурност во животот, не можев. Таа љубов, мислам, секоја може би љубов има почеток крај, фудбалот, бар кај за мене, вечно траел, бев заљубеник и се заносував дека многу години ќе играм, не знаејќи дека све во животот има крај. Морам да ве прашам за Звезда, од секојаш не бивате? Да. Да? Да. Па да ви кажам нешто, може би љубовта... Ако го игра Вардар и Звезда, се ова прашам. Не. Јас да ви кажам нешто, не е демагогија. Јас сум вардарец, јас ќе останам вардарец. Аха. Затоа што и првите, и љубовта, и се. Јас и после и другарував во управата на Вардар и бев член како судија активен. Затоа што тоа не се напушта таа љубов. Викат прва љубов заборава нема. Меѓутоа, после јас станав, после неколку такмици одиграни, затоа што ми плени една слика во ходникот на Звезда, кај што одејќи, мислам, пред утакмица, видов сликата на Кирил Дојчиновски. Која видов се наежив, викам, а беше еден добар центар халф, дури стигна до репрезентацијата, кај што викам, веројатно, после со сето тоа Звезда што го пружеше, со пажња, со разни она што протоколот дава, јас едноставно не кријам, сум бил симпатизер или сум навивал за Звезда, али сум навивал вон судењето и не зборувам за тоа. Од 1974 година Гоце Попев започнува со својата судиска кариера. Ја завршувате фудбалската кариера во Куманово или во работнички, ако не се лажам? Не, јас работнички, Победа, Куманово и се запослувам и воедно јас имам скоро година-две положено за привремен и за стален судија, тоа се категории како се напредува. Меѓутоа ви реков, повеќето од таа моја генерација и помлади се тие 50-51 година, многу истакнати фудбалери кои игра во Сојузна лига, исто полага судија. Тоа е Џоко Цветковски, Џоко Стојановски, Бундалевски, Боро Николич. И тие плејада ние сите бевме судии и игравме затоа што постоеше еден ентузијаст кој е многу познат во Скопје. Тоа е од Лисиче Киро Николовски, водеше туристичка агенција Авиотурс. Меѓутоа и тоа Лисиче даваше топлина. Некоја ние додевме тамо, едно во афирмација на тимот, друго да играме. Затоа што се уште се осеќавме снага, 34 години, не било нешто така да си стар. И една година одиграв во Скопје во МИК, мој омилен тим, морам да кажам, автокоманда живееше исто за фудбал. Ја до ден денес одам и не можам да ги заборавам. И тука е крај на кариерата, затоа што повеќето време се немаш. Ова е 70
трета, негде четврта му доаѓа? Пета и шеста. Пета и шеста. Кога почнувате како судија, практично кариерата судија? Па јас више напредував од најнизок ранг, градска лига и, ајде не речам селска и ова. Меѓутоа имаше многу бенефиции по правилникот за судија и судење да фудбалерите кои играат во сојузна конкуренција имаат едни бенефиции да судат помалку надпревари во однос на онај што не играл фудбал, поточно во сојузните, така да брзо напредував. Се трудев да ја оправдам довербата на тие стручњаци кои во Македонија, сакам да напомнам дека секогаш Македонија постоело и инструктори и суди кои биле многу ценети во Југославија. Некогаш морам да ве прашам. Сте Повелете. мислеле дека ќе бидете фудбалски судија? Мислам, нели секако некако дете дека мечтае за нешто, меѓутоа Јас да бидам искрен, Како се не мислев. Знаете зошто? Ќе бидам, имаше еден инструктор, Джоко Симоновски, познат прволигашки судија на помошна листа. Он одеше као кртица по тренинзите кај што одевме ние ветераните. Добро. И он регрутираше фудбалери да бидат суди. Знаете зошто? Предноста на тоа не значи дека ќе бидеш судија добар, али предноста на фудбалер е поголема да станеш добар судија него оној што не е. Знаете, осеќате која е намера, кој е старто се. Тој беше упорен, ја го одбивав. Тој беше упорен, ме убеди. Он знаеше да одржава 2 семинара годишно, а исклучиво беше така да бидат повеќето фудбалери. И многу од фудбалерите успеава. кога стигнавте до прва југословенска лига? Додев. Па 85-та. 85. Да, судев 2 години во втора лига, која ми беше за калење. Лига која што имаше многу жешки терени. Лига која што ние македонските суди по географската положба, бидејќи беше тука Косово, Јужна Србија и Македонија, и ние скоро секоја недела дел од нас судеше на Косово. Кажувам од аспект на темпераментот, од аспект на жешки терени, тоа било Приштина, Призрен, Џаковица, Пеќ. Тоа беше, сега може било кој што да каже, али тоа беше исто како да судиш Хајдук Динамо. Зборувам како дерби во смисол на атмосферата и во смисол на тоа прштење на терен. Дојдов на прва лига. Има голема среќа што во тој момент постоева бардови на Југословенската судиска организација. Еден од нив, можеби за мене водечи, беше господинот Перула Костовски. Да не го заборавиме, Томе Мануеловски, интернационалец. Интуицијата ни би водеше дека имам некои предиспозиции да бидам судија. Многу вложува и инвестира во мене. И мислам, пак, сите се сега починати, они треба да кажат дали ја успеав или не. А морам да ве прашам, добивавте закани на терен или обично се трчат тогаш? Како? Кога судевте тие тешки надпревари во втора лига, што ја знам, трекча, Како не, тоа што тоа завлегува. Мишко, секој што ќе ви каже, аха, било глад, аха, ова, не. Тоа било закани, тоа било притисоци, дали во ходници, дали вербално, дали за време на надпреварот. Например, како изгледа? Па не ми било право, морам да ви кажам. Меѓутоа сум се одбранувал, сум мислејќи дека судам правилно, судам. Ама како, на полувреме ви влегуваат и? Не, со облекувалните не, али до ходниците да дојдеш. И што, например, како изгледа таков диалог? Па псовки, па ќе те нема, па ќе те убиеме, па ќе видиш, па на пат ќе те сачекаме, тоа било секојдневие. Да речам, на тијата, таму кај што ќе помине утакмицата и на полувреме, сега помине не ради заслуга моја, него тимот води 1-0, 2-0, немало тоа. Ал домакинот 0-0, а му требаат бодови. Или губи, тогаш е тој притисок, сега помисли сега второ полувреме како ќе судиш после ова. Разбирате, мислам, не било лесно. Во секи случај, тој што ќе ви каже дека било лесно, не било лесно. Па никогаш не си можел да бидеш колку год коректен, објективен, фер, ти да бидеш изнад градот и изнад републиката. Зборувам сега условно и во прва лига, затоа што сите тимови стоел градот, стоела републиката. Ти можеш да судиш 50-50, кој што се судело, крото утакмици, и да биде нај-нај. Домакинот изгуби, нема, паѓа се. И ти кажува, а на центар се случил фаул, а таму зашто не го доси? А аутот, значи, некои периферни работи, во кои тие го кажуваат, си бараат оправдување за тоа што изгубиле. Морам да прашам, доаѓаат до вас од публикава оние пцовки, судија, сега да не кажувам што,
сега јас Ги слушате ли и ги игнорирате сега? Пазите, вие судите, што ја знам, на Маракана или на... Првите години. Кога биле првите години не ми било право, ти секој сака аплауз, секој сака убавина, Така. али ви реков не иде тоа, публиката домашна не прашта. Ви реков основни грешки периферни, кај што се скандира судија лопове. Ајде се морам со извинение на емисијата судија Тоа е стандардно. Громогласно. За да компарирам сега да сум ја сега судија. Ја би пожелил да цела утакмица вика судија лопов, судија само да има амбиент, кај нас нема амбиент, 100 гледачи. Ако има амбиент, уживаат играчите, ужива и судијата. Кој сака нека ви каже, друго е 50-60 хиљади гледачи, а друго е сега 100 гледачи, 200 гледачи, кај што е сега дерби, во Скопје, кога иделе големата и друго, стадионот вриел. Али судијата исто живее за таа утакмица. Некогаш ве начекувале вака стварно од заканите да реализират, што ја знам да... Не? Ме чувал Господ, не. Да. Не. Сето тоа се завршувало, Мишко, во стадионот, Не, никогаш... затоа што, пазете, има и кај судиите има мангупи луѓе кои што сакале да профитираат од една таква ситуација. Да, само мислам дека иако ретки се таквите Така. случаи. Видете, сите беа тие центри големи, ви реков, али срочно организирани тимови, кои начело на клубовите стоеле, можеби најакати стопанственици во таа република или на тие градови, имало некој кодекс на понаšање, се знаело до каде. И тие никогаш не ја притисок, него други луѓе праќале доле, што во вид на редар, што друго, за да утре не го прозиваш во новина. Ајде надпревар од висок ризик во втората лига, што сте го судели. Некој дерби кој што онака ви создавало тензија. Што ќе виде, какво ќе виде? Го памтам цел живот, тоа е 81 година, да не речем прв политички инцидент кој постана након смртта на Тито. Да, по 4. мај Тито, ова е негде август месец. Јас сум помошник судија, што е најважно, дебитирам во втора лига. Помошни судија, колегата ми беше од Чачак, нема да должа многу, игра Приштина и Тетекс. Они се јавуват затоа што така треба да бидеш 24 сата во местото, иако е близко Приштина. Јас отидов утре дента, негде во 12 часот, со вашиот колега Гоце Сипковски. Они имале некои докази, некои инсинуации од вечерта, кај што моите колеги наводно на некој друг рачун, тоест на Тетекс, се јадело, се пиело и други некои теревенки. Како и да е, почна утакмицата, све многу тешка утакмица, многу напета. Мерило беше дека увек кога игра Партизан во Скопје, цело Косово беше тука. Тој ден игра Вардар Партизан, напротив, цела публика беше на стадионот. За Приштина игра прославени наши во тоа време афирмирани играчи Алберт Цветинич, Љупчо Рајчевски, Джиджи Илиевски во втора лига, Джиджи Илиевски селекторот, Ице Јосифовски, Мирко Петров, тие сите играат за тој. Утакмицата заврши 89 минута 0-0, не заврши. Судијата, са ќе речете да го бранам, не го бранам. Јас сум на 50 метра од него. Суди еден пенал кој што никој не го види и ја не го видов. Играње со рака. Да. И? Дали тоа беше знак или повод? Ниту сега, ниту тогаш можам да го објаснам. Цел стадион Мишко, како по команда, на терен влегоа можеби 3000 души. Јас среќа тука голема, тренер на Приштина Илија Димовски, тренер на Тетекс Чолаковиќ. Илија одма ме прибра тука, влев до стазата кај што бев и ме склони во ова. Јас 7 саат и пол под обсада во кабината со полиција, во која не знам што се дешава. Верувај ми, не е предуцирано. Саат време након тоа, мојот колега што судев пред тоа, јас не го познав. Беше со брза по... Не го познав. Беше масакриран. Треба да си одиме, се земаа некои изјави тука, беше голема. Ова е 81. Треба да си одат Тетес, пепел автобусот, запален цел, не постои, пепел пред Гран Хотел. Дадоа друг автобус, домачините си отидевме една непријатна слика, една грозна слика, еден од, да речем, момент што го памтам. Не ми фали ништо, али стравот до ден денес постои од онаат слика што ја тоа ше доживе. Може некој ќе рече, па ја никој не ми можеше, па ја не се плаши. Сам се тоа фрази.
Мишко, секој Во чувствителен прва човек. лига кога играле или за влез во втора лига Трепча, Вардар, ја како дете се сеќавам, па тоа биле постоеше и тогаш веројатно прогласување на натпревари од висок ризик. Да, постоеше. Мишко, ретко имаш инциденти такви, како што се деши во Приштина, кај што влезе публика па масакрирање, и онаа во распадот што влегува многу публика на утакмицата Динамо Звезда. Иначе, по големите градови во прва лига па и во втора, се придавало многу голема важност на организацијата и немало такви инциденти. Притисоци многу, а инциденти за физички не. Кога станувате меѓународен фудбалски судија под патронат или делегирано од Фудбалскиот сојуз на Југославија? 86. 86. Овде правиме пауза и го продолжуваме разговорот. А еве што ќе следите во продолжениот патот до успехот. Сега не бараат способни, сега бараат подобни. Сега бараат два прста да слушаат, радосни сутре кога им речат дода да шетаат, а не знаат да се качат од која страна на авион. Тука е проблемот. Останете со нас. Гоце Попев, меѓународен фудбалски судија, во патот до успехот. Тоа беа патешествијата од втората фудбалска лига. Но не помалку имаше патешествија и во првата југословенска фудбалска лига, особено што тука се случува распадот на Југославија и доаѓа до израз национализмот, па оние дерби надпревари Динамо, Звезда, Динамо, Партизан, Хајдук. Да, тоа е при крајот на 90-тите години. Меѓутоа ќе кажам дека во однос на втората лига, Господска лига е прва лига да се суди, затоа сите суди стремат да со својот квалитет, својата способност дојдат на прва лига. Првите години би поминаа така, со една поголема трема. Кој ви е прв фудбалски надпревар во прва југословенска лига? Тоа ми исто таа Звезда секогаш ме прати, Звезда Осијек во Белград. Колку заврши надпревар? Таа е 1-0, меѓутоа ми се деси нешто што фактички не го очекував. Тогаш играа двајцата браќа Ѓуровски. А Милко беше во една експанзија на популарност, на таа палавштина што ја имаше кај него. Звезда се мачеше доста. Кој играа за Звезда тогаш? Па игра браќата Ѓуровски играше. Игра Стеван Стојановиќ бранеше, играше Радиновиќ од таа генерација. Покасно дојда Панчев и Најдовски, пошто беа у војска. Почнал така да би преговара на секоја топка што ќе изгуби она Ѓуровски. Што е најважно, повеќето врегеше што на српски. И што ви вика? Он вика, па што е ова, шта, као, јел видиш да судиш едно време, она почна да бе национална работа, да спомиња во смисол, као види на шта личиш. И ја на полвреме одам, бидејќи Звезда обраќаше пажња на тие, посебно почетник. Вика е све у реду, викам да, само една замерка, вака и вака. Вика не брини, ти само кажи. Дали тоа раководството, дали тренерот, дали брат му, кој бе, брат му беше не се слуша, мислам, а капитен на екипа и до ден денеска меѓу рекордерите во Звезда. Втора полувреме нигде го нема. Иако многу покасно Звезда го даде голот. И кога заврши надпревар? Заврши Милко како Милко. Тогаш ми збори, земјак, извини, знаеш ја ова и така. И по другите... Што не му дадевте картон? Видете, на место ви е прашањето. Тоа што се случува на терен, тоа го научив од контролорите други. Што ме саветува, ви реков, освен овие наши бардови, Томе Маноиловски, Пирова Костовски, па и порано малку, јас почињав, беше и Борче Неделковски кој ми дава некои савети, и тој значеше за еден врвните суди, он вака вика. Ти постоиш како делител на правда само за да пресудуваш и судиш. Немој да бидеш над тимовите, над играчите. И второ, се она што се дешава во теренот, меѓу тебе и играчите, а не слуша публиката, не слуша контролорот, немој да преземаш акции. Ти да си најисправен, одеднаш покажеш црвен картон, а никој не слушнал, тогаш ќе мисля дека имаш тенденција, сакаш да отсретиш некој тим и многу... И стварно е така, Мишко. Едино вика можеш да уклучиш, кај што е стадионот тишина, он те офсуе, кај што се слуша доводно, тогаш вика нема затварање очи, тогаш го тераш. И стварно, затоа што и постои друга вистина, тие вика што доаѓаат за Шуријак, за Јурица Јерковиќ, за Милко, за Ставиќ, сите тие што беа ведети на тогашниот Јосиф, публиката доаѓа због нив, а не због тебе. Так. И таа е вистината. Тоа е, значи, првиот надпревар во прва лига, да. Звезда Осијак, 1-0 за Звезда, и потоа се редија утакмиците. Кој е најспецифичниот, најтежок надпревар овде?
Веројатно тука е негде распадот на Југославија. Тешки беа сите на еден начин, би рекол, затоа што стојат градовите, републиките, сите има квалитетни тимови. Сите има квалитетни играчи. Во секоја екипа имаше по 3-4 што скокнува или беа репрезентативци. Меѓутоа, така една од потешките такмици, тоа е во Сплит, кај што игра Хајдук Звезда, ја беше обележан. Јас сум Хајдуковец инак. Ето, сега веќе. Кој победи? Звезда тема 1-2 и тренер на Хајдук беше Јосип Скоблар, прочуено име и тој темперамент, тој кој играч беше темпераментен сега. До полувреме помошници ми беа Бундалевски и Мицковски од Кавадарци. Само ова кој година, извинете? Ова е 89. Хајдук Звезда. Ова Звезда кој станува шампион практично. Да. И што да ви кажам, од терен до, да не речам тоа, тунелот имитација. Има, вика, за псовки тоа е секојдневие, обичаено. Ај сега со закана, па ќе те нема, па ќе те фрлиме у море, па нема да те најдат. Па мислам све, вокабулар замерак. Торцида. Да. И ништо, овие да прават, го смируваат, али тоа е тензија, тоа е притисок, кажи. Сите тие што беа тренери, од тогашна Југославија, на ти тимови, јас сум бил импресиониран од нив, не патам од помала или повисока вредност, не сум искомплексиран. Мене ми импонирале, затоа што јас сум собирал сликици, дури сум се закачал со другарите, на еден Фахрудин Јусуфи, на Јоско Скоблар, на еден Светозар Вујовиќ, на еден Адем Фаслагиќ. Тоа беа плејади кај што привилегија да им судиш. Привилегија за мене во дружењето пред утакмица, после утакмица, јас сум се дивил на затоа што слушаш радни успомени, слушаш убави разговори и едноставно сум се одушевил. Морам да ве прашам, бевте строг студија, авторитетен, но важев за таков, играчите, да, важев за таков, не сакам да се фалам, точно е така. Меѓутоа, исто поучено другите, се додека не дадам да санкционишам со картони, другите ме научија не да бројам до 10, него педагошката страна и настапот на опоменувањето да биде поголема превентива од картонот. Градата слика на судењето, ви имаат нудено пари, сега ние сите знаеме дека имало местење на надпревари, сме слушале разноразни работи. Не знам како ќе ме сватите, меѓутоа мене не ми се десило, не затоа што сакам да се издвојам и не што сакам да за мене. Меѓутоа веројатно тие 3 години први, увек викам првите кораци се памтат, веројатно слушале сите клубови, Мишко сакам да напоменам, дека се исти меѓу себе. Комерцијализацијата го прави своето. Они се добри со мене. Меѓутоа, одма вечерта разменуваат мисли со идниот противник што ја треба да судам и они знаат дали јас сакам вода, дали јас сакам пиво, дали јас сакам десерт. Ме разбирате? Јас за тие 3 години све. И кажат, за секој судија они знаат сивито на судијата. Дали се покажа, дали... Овој сака пари, овој сака пиво, овој сака девојка, овој сака... Сето тоа стои, никој, верувај. А дека се нуделе други работи, во кои други работи, во смисол да бидеш трговачки патник кој беше многу популарно или да видиш представништво да имаш, затоа што кроз студењето сето тоа добро се заработува, тоа имало. Онome што покажува судија Гоце Попев, индиректен ударец за екипу Партизана, због овог прекршаја Комочара над Гораном Стевановиќем. Вучичевиќ. Како меѓународен судија, бил дел од 15 надпревари, неколку квалификацијски фудбалски мечеви, дуелот на Советскиот сојуз со Унгарија. Првиот надпревар што го судевте или што ви стигна како понуда Гоце Попев ќе биде судија, говорам за меѓународен надпревар, бидејќи сте делегиран од Фудбалскиот сојуз на Југославија. Кој беше првиот надпревар кој што ви... Тоа беше прво до 21 година Европско првенство во Франција. Тоа се така, да речем, као нашата млада репрезентација. Не, говорам од поатрактивни надпревари, дали квалификации, дали што ја знам дека Реал Мадрид самак. Реал Мадрид самак снојшетел, да. Па после дојде во Русија исто, Русија и Маđarска, па во Атина, па постоеше трема. Затоа што еве, на пример, кога се отиде на Бернабе, како беше чувството кога грандиозно. Ви јавија? Не, како чувството Не, тоа сето одеше преку канцеларијата на ФСЈ. Кога разбравте дека судите Реал Мадрид? Па еве, као денеска, ако сме денеска четврток, за другата недела тамо сме суделе, една недела пред тоа, они праќаат и карти, они све.
И чувството беше, мислам, не можам да го опишем и сега, затоа што ипак до вчера си гледал нешто на телевизија и си читала да судиш. Тоа е Лига шампиони? Лига шампиони. Што да ви кажам, што е поинтересантно... Тамо како е третманот на судиите? Тоа е на едно највисоко ниво. Вака ќе бидам краток. Не дочека еден еден домачин на аеродром, кој што не се експонираше дека не чека, него како и патниците, ние се минјаме и преку разглас вика судиите тие да се јават на шалтер тој и тој. Не чека еден судија кој е задолжен за судиите со букет цвеќиња, 3 букети на цвеќиња, у кола и у хотел, кој хотел беше оддалечен не по ни 50 метра од стадионот на Бернабеу. Сакам нешто друго да кажам, компарирајќи прва лига Југославија и меѓународна. Тогаш беше авионските карти така беа, скоро 7 дена бе во Мадрид. Од првиот ден, Мишко, до последниот ден, ние ниеден не видовме, освен тој што беше задолжен за судиите. Во смисол, ручек, вечера до ручек, посетување на корида, посетување на разни музеи, посетување на разни... Се она што поставува знаменитости на Мадрид. Зашто сакам да компарирам? Ние кога сме суделе во Југославија, тоа и за нашите клубови збораме, па на масата имало освен судиите уште 10-15 од управа. И кога ќе се рече, леле каков цех се направи, леле тоа бригада е, тоа се јаде, се пие. Кога ќе прашаш колку може еден судија да изеде да испие, а однос 10 од управа, али тоа сето тоа најубаво, затоа што ви реков, единка е судијата или единка е Како да ви се наредат, сега карикирам Флорентино Перес, сите и сите се... Сите, тамо еден. Една само не однесоа, веројатно, знаеки... Имавте трема за тој надпревар? Тоа е Лига на шампиони? Лига на шампиони, еднаш не однесоа во ресторанот на Амансио, тоа прословеното крило, кај што дојде, не поздрави, испи едно кафе, ама тоа кафе беше као да брза он, ни пожело добар престој и си отиде. Мислам, на колку таква звезда, 3-1. Не представуваше проблем, голема беше разликата во класа измеѓу Самакс и Реал. Али тоа е една успомена која вечно ќе остане во сеќавање, пријатна. Генерацијата на Реал тогаш, предпоставам, Хуго Санчез, Будрагењиот... Мичел, Хендо... Таа екипа, значи ова е негде 88. Да. Понатака сите тие другите маде биле поредки. Сега еве гледам јас од нашиве македонски представници имаат многу почесто позиви. Меѓутоа сега се прошири сите такмичења. Второ, како Македонија даваме ова, тогаш бевме на ниво на Југославија. И сето тоа беше паритетно составено од сите републики, така да многу поретко се судеше него сега. Тешко ли ви падна распадот на Југославија? Да. Зошто? Затоа што не само за судењето, за се. Едноставно имаше каде да се отиде, послободно се живееше, немаше ограничувања, имаше поголеми радости, имаше поголеми расположенија. Сега е тука, ограничен си во просторот. Јас имав исто таа што, тоа судењето ми представуваше нешто што, после петочниот ден работен, да 2 дена одам негде, доживам убави моменти и после од тие моменти живееш 1 недела, 2 недели во прераскажување, налик на ова што со вас. Во својата судиска кариера зад себе има околу 130 надпревари во првата југословенска фудбалска лига. Гоце Попев како судија бил дел од неколку дерби надпревари: Црвена звезда Динамо, Партизан Црвена звезда, Црвена звезда Хајдук. Се формира Македонска фудбалска лига и судите колку? Купот Вардар Пилистер, првиот куп и првиот куп на самостојна Македонија, толку ја имав уште со годините, не бев ограничен, затоа што до 45 години е. Меѓутоа искрено немав повеќе мотиви. Го замолив тогашниот претседател Алесо Кипровски да бидам, он сакаше уште една во смисол да дадам малку една не сугестии, него да ги трасирам патот на помладите, да укажувам на сето тоа, јас се заблагодарив и се повлеков. Искрено да ви кажам, и добро што се повлеков. Не жалите, веројатно. Па нема, кога човек нема мотиви, онда сето тоа што го правиш механички и со сила не е тоа што треба да биде. Ајде да ве прашам како фудбалски работник. Со исклучок на првите години Македонската фудбалска лига кога практично имаше едно ниво на квалитет и се уште се полнеа стадионите, ние денес сме во една
не скандалозна, ако сакате, како сакате наречете ја срамна состојба на македонскиот фудбал. Среќа, младинците до 21 година направија историски пласман на едно големо надпреварување европско првенство, па можеме да се порадуваме малку, но никако да ги наполниме стадионот. Сето тоа зачинето со оној амбиент, со онаа атмосфера наместено е однапред, се знае кој ќе биде шампион, значи говорам од како почнува тонењето на мак фудбалот. Првите 4-5 години, ајде кажам да не видам строг во годините, се уште постоеше квалитет затоа што сите тие тимови кои прва лига, кои втора игра беа многу јаки. Сите центри, освен Вардар. Пелистер беше многу јак, беше и прволигаш. Брегалница многу јака, Штип живее за фудбал. Тетекс многу јак. Исто, гигантот Тетекс беше водеч. Силекс во тоа време беше во регионална лига во втора. Исто. Значи сите лигаши беа јаки. И тој квалитет го задржаат 4-5 години. Како почна тоа сето тоа допаѓа. Имаше дури и пробишти Прудар, Саса, Каменица. Не, добро, во ред, тие беа во македонска лига. Зборувам овие како прволигаши. Се направи една голема, јака прва лига. После се појавија, Саса македонска Каменица беше хит. Па беше и Вардарски Богданци. Беше, па Богданци, на сите центри, Мишко. Куманово беше врв. И како со нож да се пресече. Да. Значи на првиот наместен натпревар, кај што ти не можеш публиката да ја исто ладиш. Струмица. Така Кичево исто. Второ, Охридското дерби, никој не го кажува. Караонман Охрид, тоа било дерби. Да. Сите тие центри умре. Сега публиката не оди. Зашто? Прво, оваа публика македонска од секогаш, не само сега, знаела, разбирала фудбал. Не можеш да ја превариш. Таа не иде ради тоа. Второ, тимовите се многу слаби затоа што немаат кој да ги издржава. Порано беа гиганти, како Тетекс, и Нали, како Силекс сега. Сите и тие гиганти не даваат за фудбал. Добро, имаме Вардар и Шкендија, каде што барем се покажува дека имаат поприлично пари, работнички направи веројатно каков таков успех на меѓународна сцена. Меѓутоа не е тоа доволно. Дали е спасот? Дали ние се задоволуваме со 3 тима, од кои 2 првенства поред играме, да сите тимови во прва лига, освен Вардар, играат на туш терен, не играат на свој. Дали вие мислите дека тој гледач ќе го задржите со тоа што треба да оди до Кочани, треба да оди до Охрид, а тој дури таа влезница не може да ја плати во градот? Второ, гледате што се дешава со младинскиот фудбал. Ова е врв со репрезентацијата. Каде е другото? Кои ние играчи ги имаме, за да фактички се надеваме дека има иднина на македонскиот фудбал? Ма малку е поразителна ситуација, инфраструктурата не постои. Во смисла на тоа една Босна и Херцеговина отиде на големо надпреварување, вади играчи. Ние некако како да тонеме. Ајде да видиме. Треба да се запраша тие што ја водат репрезентацијата, што е тоа што фали, што е што треба да го оздрави овој фудбал. Па многу нешта фали. Прво треба да се знае да се решат многу работи во фудбалот. Основно е финансиите. Ние ги дадовме, викаме секој клуб јаде. Па ако јаде, вака ли ќе бидат клубови? Ќе биде малку групи. Се откажуваат на пола првенство, се извинувам, се откажуваат на пола првенство затоа што немаат. Так. Или до крајот праќа федерацијата само за да не се расипе првенството. Ќе биде малку груп. Мислам дека и премногу политика има во македонскиот фудбал. Не говорам за онаа фудбалска политика која што постоела и во таа Југославија, не дека не постоела, бидејќи како видите вие секој град практично општината го финансираше клубот. Меѓутоа овде кај нас што се прави е брутално. Точно, добро рековте, таа политика што постоеше тогаш беше тоа затоа што политиката и го одржуваше фудбалот во финансиски смисол. Затоа што видите, во Црна Гора е Савичевич, во Приштина е Вокри, во Босна и Херцеговина Шукер, во Хрватска, во Босна и Херцеговина Сафет Сушич беше селектор. Кај нас луѓето кои што направија нешто, како Панчев, кој што има европска, светска титула, се тргнати на страна. Па еве и вие го пратите доста добро, и јас го пратам од страна исто како и вас, иако мислев дека местото ми е на друго место. Еве ќе ги кажам, кај нас суетите и егото на луѓето го чинат своето. Не може никој да ме разубеди, како што сака да кажат дека Панчев па е неактивен, па Панчев Јован, не. Панчев требаше да биде наименован со декрет или декларација дека тој заслужува. Зашто? Па не се многу понеспособни, зборувам и интелектуално, и играчки, од Део Савичевич, Давор Шукер, од Џукич во Југославија, од Сафет Сушич. Зошто? Затоа што се тие една иста генерација.
Дарко заслужи да му се даде доверие. Ма не само тоа, и во однос перспективно кога гледате, Панчев го има контактот видете, со Бергоми, Панчев го има видете што контактот се со прави. Савичевиќ. Сите овие преседатели што беа, освен што сега Илчо Георгиевски бил бивши фудбалер, сите се другите стопанственици едноставно што немаат многу малку имаат со фудбалот или биле гледачи. Он немаат осет кого да остават. Зошто? Затоа што Дарко има и познати, и признати, и е признат во тие форуми. Па бил и златна копачка. Па сега во многу нешта требаат пријателствата да одлучат ФИФА и УЕФА како ќе решат во смисол. Еве организација нова, организација нона или нешто да се протури. Со што ние ќе го афирмираме ако немаме афирмирано име, признато? Покуша неколку пати со дел од фудбалерите, тоа е од Джаков, Сетинов, со Илија Најдовски, чисто да ги стават, Вујадин Старојдин, чисто да ги стават како слика да кажат во јавност, еве и фудбалери. Никогаш не им се даде да креираат, никогаш не им се даде да видат во прв план, никогаш не им се даде да нивните идеи. Дори впечатокот е дека беа политички злоупотребени. Па Мишко, земете нешто друго. Овие што ги наброевте. Стручно збориме. Кога во Македонија имал стручен совет на тренери или стручно тело, кој што тие треба да упатат кој ќе биде селектор и да се слуша неминовно само со дигање на раце дека на предлог на стручниот совет составен од тренери да биде, него тоа кога постоело било само формално, а сега и го нема. Ама и не е само тоа, морам да ви кажам, и безбедноста, апропо празните трибини, и безбедноста на терените. Страв да те фати да отидеш да гледаш Вардар Шкендија. Или не може да оди публика, ако е дерби, барем по квалитет ниво на играчи. Мишко, како може да биде дерби да не присуствуваат двете гледачите од двете екипи? Јас се прашувам, иако наше секој дерби само 1000 гледачи има, другото е по 500. Како може да има, затоа што фудбалот се игра за гледачите? Како да ја вратиме публиката на терен? Со многу нешта, со многу промени во фудбалот. И со односот, и со организација треба способни луѓе. И на крај крајва да кажам, фудбалот се дава на бившите фудбалери или бившите спортисти. Во управниот одбор на ФФМ, освен Илчо, нема некој што ќе каже дека се разбира за фудбал. Видете го составот, па тоа е трагедија. Па може ли со тој состав? Ја ве прашам. Еве ќе ви кажам, немојте да се навредите. Мене што ми паѓа на памет. Од Источна Македонија има плејада на истакнати фудбалери. Јас долго години не гледам човек, вика порано стопанственик, некој директор, не сакам да го именувам, други, таму има нешто што се од Стасо од Глас. И сега има во управен одбор, членови на управен одбор, кој Бргалница секогаш што е врв Струмица и Штип, се врв на Источна Македонија во смисол на афирмација на фудбалот. Да не ги запоставам Кочани, што јас знам. Таму го нема еден Коцев Стојан, го нема Боро Цеков, го нема Стојан Арсов, го нема Драги Христоски, го нема. Го нема од Струмица едно време беше само Благој Статов, сега го нема ни Томе Семенков никој. Па јас се прашувам, кој е таа? Како да се верува на таа влада? Али тие треба, сега не бараат способни, сега бараат подобни. Сега бараат два прста да слушаат, радосни сутре кој им речат да шетаат, а не знаат да се качат од која страна на авион. Тука е проблемот во македонскиот фудбал. Знаете уште што е поразително? Што партијата која што е на власт ве назначува. Не говорам сега кој е на власт. Што политиката влегува во фудбалот. Низ призмата на парите, гледајќи го тоа низ призмата на бизнес. А сега ја аудирам и на една друга власт, и на оваа власт, и на другата. Зашто во сите тие промени што се настави? И оваа власт, и прошлата власт. Тие има афирмирани, да не речем бивши спортисти добро, со еден квалитет, со едно добро CV, кај што нити тие става познати и признати, ниту овие. Затоа што и оваа власт има многу попознати и поафирмирани, него што има сега. Меѓутоа, си сакаат луѓе кои што само ќе им кажат ова прај. И они само ништо. Јас се надевам да го завршам позитивно муаветот, бидејќи убаво ни тргна, се надевам дека ова со младата репрезентација ќе биде убав поттик за да се оди напред. Посакувам едноставно ако му се даде на Бобе Милевски уште поголеми права, во смисол затоа што постои уверување во јавност и други инсинуации дека ова дава надеж, дека може и едноставно да еднаш македонскиот народ, македонската фудбалска јавност, иако на оваа Македонија што сега долго години вака тлее фудбалот, му треба најмалку 10 години вакви налек успеси на млада за да дојде до некој ниво да се поткрене. Иначе ова е уникум. Па не знам кој е место сме.
Мислам дека FIFA листа. 162, колку ја памтам, ако добро памтам, тоа е уникум. Меѓутоа, видите, Бевме до и 49. и федерацијата и сите лица си седат и они викаат, сега ќе биде подобро, а сега ќе тргне. Никој нема морална обврска да каже, чекајте нека дојде трој, трет, пет, стет, па може би тој ќе донесе промени. Зашто? Па се е убава, таа фотелја е многу сладка мишка. Таа носи профит, она во секој поглед, затоа што тие анонимуси, и ви реков, освен Илче што е фудбалски опознат од односот на другите, тие се другите све анонимуси. Во сите тела, во сите овие пори на ова, од судиска организација до телата што ги представуваат, кој ги познава? Во сопствените градови не ги познаваат, а сакате спортската јавност. Нема тогаш авторитет. Телото на ФФМ треба да биде голем авторитет, за да можат сите центри да ги слушаат. Они една одлука не може, некој град се јави, некој тим се јави 2-3 пати со сообштенија, нема да играме, ова нема да биде, они тука. Инциденти има кои настануваат, они ги решаваат по месец дена. Па затворениците у Хаг ги решаваат за многу побрзо него овие наши инциденти. Али, тешко. Затоа што тука е усталена шемата, долго години се оди по таа шема и мислам дека само фудбалски Македонија страда. Гоце Попев денес е пензионер, оженет, татко на една ќерка. Денеска се радува на внуците, 3-годишната Ана и 1-годишниот Лука. Господине Попев, денес сте пензионер, уживате во пензионерските денови и веројатно често... Премногу уживам и веројатно тука следува тоа што сака да ме прашате како ми поминува времето. Да. Па ќе ви кажам, сега не можам да рекреирам така како што било порано. Доста возам точак затоа што сум хендикепиран со една мала повреда. Знам да отидам на базен. Второ, судам през неделата 3 до 4 пати. Да? Да, со големо задоволство. Зошто? Затоа што нема надпреварувачки дух. Судам на едно многу, да речам, прекрасно едно здружение на светци, на честни оци. Тоа се екипа, 2 екипи се кои представуваат од редовите на свештениците. Така? Едни многу ведри и темпераментни. Аха. Така да они уживаат, јас се радувам. Второ, само да завршам, второ ангажманот што ми е сабота и недела, тоа судам едни прекрасни суштества, тоа се деца од 9 до 14 години. Во центарот во Мичурин, тоа се вика школата на спорт ЕФЕ, кај што прекрасно. Тоа игра по 3-4 сата, тоа се чисти души, тоа се реискварени и едноставно уживам во сето тоа што го доживам. Исполнети максимално ми се деновите. Кондиција имате уште? Па не, тоа се мал фудбал, така да лесно ми е да судам. А колку време ви беше потребно да се подготвите за еден надпревар, кога судевте? Па ние 3 пати, најмалку 3 пати во неделата трениравме. И тоа доста... Тоа е таа физичка кондиција, се физичка. спремавте и Не. овака како ќе игра? Мислите на стручниот дел? Да. Не, правилата се секои 4 години менуваат ако нешто се измени, дали е аут, дали е офсет, дали е ова, али основното беше да си психолошки и физички подготвен. Сега, го заокружувам моветот. Гоце Попев е оженет, татко на една ќерка и дедо на Лука и Ана, така? Лука е една прекрасна ќерка, Аха. имам внуката се вика Ана, 3 години. сега 3. И Лука, па тоа се мои ангели. Искрено да ви кажам. Јас мислев дека додека работам и додека спортувам, дека е тоа најголемата среќа да ми исполни. Не. Ова е најголемата среќа. Зашто? Затоа што сите викаат, утре кога ќе се разбудам, вика јас сум среќен што ќе живеам. Не, јас сум среќен што ќе ги видам. Сега да бевме у Германија, па ќе ги фатете внуците, па викенд ќе отидете, ќе гледате Борусија Дортмунд, Баер Минхен или карикира. Точно така, кај нас нема Вака што. сега не може да ги однесете, или него- може евентуално на работнички вардар. Да. И она, тоа е сето во склопот на времето, а знам 2 пати во неделата да се дружам со мои колеги фудбалери, кај што паѓаат смења, песни. А и песни? Да, па тоа е Стојан Коцев, тоа е Јорданчо Тодоровски, Маровиќ, тоа е Стојан Богоевски, тука имаме еден познат и признат професор со нас, кои сето тоа во сите тие дружења постои, знаат да дојдат и од Штип, и од Струмица, Арсов, Цеков, Шумански. И Статов? И Статов обавезно, тоа е неизоставност. Така. Така да ќе ви кажам сега, како да ги осеќам сега порелаксирани посреќните денови него кога бевме активни. Веројатно и староста го прави своето. Ви благодарам што бевте дел од патот до успехот. Вам сакам да ви благодарам и на просторот и на времето.
И сакам да ви пожелам вам лично и на телевизијата, пошто сте во експанзија. Постигнувате многу голема гледаност и пожелам уште поголеми успеси и се најубаво. Благодарам, секој добро. Фала. Ова беше приказната на Гоце Попев. Вам, почитувани, ви благодарам на довербата. Гледајте неповторно за 7 дена. Довидување.